Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. По месец дена од избивањето на епидемијата од микробиолошки со фекалии загадена вода во Гостивар, од денеската може слободно да се користи за пиење и сите други намени. За да ги уверат скептичните гостиварчани, првите луѓе на надлежните институции со личен пример пиеа вода од градската чешма. Денеска водата во Гостивар е безбедна за пиење. Последните анализи покажале отсуство и на бактерии и на зголемено количество на хлор. Но сепак, за да ги уверат гостиварци кои не знаејќи пија вода со фекалии, над 5000 граѓани добија симптоми на труење. Денеска по соопштување дека водата е чиста, директорите на ДЗС ЦУК, ИЕЗ и представници од општината се напија чаша вода од чешмата пред општината. Здраве некој. Ладно било, убаво, вкусно. Па 10-11 степени треба да е. Суди може да наполнаме на Скопје. Може на граѓаните им посакувам здравје и да ја користат водата без никаква грижа на совест, бидејќи работеле експерти најдобри што ги имаме во државата. Водата од Гостивар е без бактерии од минатата недела. Меѓутоа нивото на хлор во водата било над дозволеното, па надлежните чекале да се нормализира за да ја тргнат забраната. Мостри се земале од градинки, ресторани, бензински пумпи и сите биле чисти. Апелира до граѓаните од денеска да ги стакуваат чешмите пред да пијат вода. Последните добиени резултати од лабораториските испитувања потврдуваат дека водата е микробиолошки и физичко-хемиски исправна, односно дека испитаните параметри, вклучително и количество на резидуален хлор, се во границите предвидени со правилникот за забраната за квалитетот на водата за пиење. Со тоа се исполнити условите водата од водоснабдителниот систем во Гостивар повторно да се користи за пиење. Откако надлежните соопштија дека водата е безбедна за пиење, гостиварци велат дека се уште се плашат да ја користат. Некои пред забраната воопшто не пиеле вода од чешма, додека други пак велат дека ја конзумирале и кога било забрането. Дали вие ќе пиете вода од чешма? Јас сум го употребил, сега како е, што е, не знам. Вие претходно си ја пиевте од чешма? Да. Немавте проблеми? Не, никаков проблем сум немал. Сега како ќе испаде тоа, дали е стварно или не знам. Пред да се ствари ова проблематичната ситуација со водата, 50 години имаме азбестни цевки, така да и без ова не е безбедна според мене, но кога нема подобро тоа е. Така, сега ќе ја пиете или сепак ќе си купувате вода? Ќе си мислам. Не, никако не можам да ја пија. Оти тоа го вика цело време, а тоа не е вистина. Дур да се слушам во вестите дека тоа е, може да си тогаш ќе го пијам. Од денеска не верувам ништо моментално. Од денеска соопштија дека е безбедно. Третиот пат ова што се разболувам. Више немам поверење на ништо, верувајте. Ова више некако на политика више се површи. Ја не употребувам тоа вода воопшто. И пре, не сега што е ова. И мислам дека ова е нешто немогуче да е покварно на водата. Така, ќе продолжите сега си купувате вода? Ја стално сум купил и ќе купам. Водата во Гостивар беше забранета за пиење од 17 јули. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Во реакцијата од СДСМ побара одговорност и јавно да се објави извештајот за водата во Гостивар, кој потпишал и кој гарантира дека е безбедна. Во 21 век во европска држава политичари пијат вода пред камери за да докажат дека повеќе не е отруена. Тоа не е успех, тоа е срам. Оваа влада и Мицкоски го претворија здравствениот и хуманитарен скандал во театар. Граѓаните не бараат здравица, бараат одговорност, велат од СДСМ. Водата во Демирхисар се забранува за пиење и подготвување на храна, информира од јавното комунално претпријатие. Анализата на примерокот, земен во понеделникот од страна на Институтот за јавно здравје Скопје, покажува дека водата не ги исполнува условите пропишани со правилникот за вода за пиење. Од друга страна пак, анализата на примерокот од водата земен во вторникот од страна на Центарот за јавно здравје Велес покажуваат дека водата во овој град ги исполнува условите согласно правилникот. Втора жртва на вирусот на западонилска треска во земјава. Починат е 72 годишен скопјанец. Во моментот на инфективната клиника има 24 пациенти кај кои вирусот е и лабораториски потврден. 7 се во тешка состојба на одделот за интензивна нега и на апарати за дишење.
Втор смртен случај од западно-нилска треска за една недела во Македонија. На клиниката за инфективни болести почина 72 годишен скопјанец. Од почеток, значи од прием, пациентот беше во тешка општа состојба со изразена невролошка симптоматологија. И покрај сите превземени интензивни мерки и континуирано следење, неговата здравствена состојба се влошуваше. Во моментот на инфективна има 24 пациенти кај кои вирусот е и лабораториски потврден. 7 се во тешка состојба на оделот за интензивна нега и на апарати за дишење. Сите пациенти се повозрасни и со коморбидитет. Исто така и денешниот пациент што кога настапи смртен исход. Од Скопскиот центар за јавно здравје информираат дека се зголемува бројот на заболени од западно-нилска треска. До сега вирусот лабораториски е потврден кај 30 лица, а се чекаат резултатите за уште 2 сомнителни случаи од аеродром Идрачево. По возрастни случаи, значи се зборува од 50 па нагоре до 83 години. Таа возрастна популација повеќе е застапена и општините најповеќе што има случаи се кисела вода, тука спаѓа Драчево, значи кај што ги имаме и концентрирани на една улица повеќе случаи, и аеродром Газибаба. Вчера имаше еден случај нов во Студеничани, Зелениково, Јурумлери, Трубарево, значи тие се поедно. Според епидемиолошките податоци, речиси половина од пријавените случаи се од Драчево. Граѓаните велат дека има многу комарци. Има и то многу, не малку. Кој период од денот најмногу ги има? Навечер. Навечер има беаги. Да. Сакај малце да искочимо до надиме. Има и преку ден, ама највеќе има. Само се драпамо, само се чешам. Многу непријатна работа. Боже, прскаат, ама не знам зошто. Изгледа се имуни на прскањето. Имам правнучиња 5 и седат околу маса и се чешаат само. Вчера, мислам, лета некои авиони, ама дали беа за против комарци, не знам точно. Ке видиме вечер. Има комарци како не. Ќе застани, оде ќе го тепам крв полне комарци. Да. Тоа е се. Како се заштитуваат вашите блиски? Се мачкаме со колонска вода по рацеве, да мириса, да биде одбивно. Со креми, со препарати, со спреови и така натаму. Од општина Киселаво да информираат дека во соработка со Центарот за јавно здравје вечерва од 22 часот до полноќ во Драчево ќе се изврши трето вонредно прскање против комарци, а дезинсекција била направена и во средата по прогласување на епидемија во 5 скопски општини. Александар Динев, Сител телевизија. Македонија вчера го имаше најтешкиот ден годинава во борбата со огнената стихија. Македонија вчера го имаше најтешкиот ден во борбата со пожарите на отворен простор. Гореше на над 40 места, а најкритично беше кај селата Лознани, Новоселани во Битолско, за кои што имаше огромна опасност да бидат проголтани од огнените јазици. Огнот се приближи до првата куќа, стара напуштена куќа. За жал пати не прода, не може да се додеш во. Брзата реакција на ТПП Битола и екипите на дирекцијата за заштита и спасување ги спасија населените места каде огнот беше на само неколку метри од првите куќи. Во гаснењето активно учество зеде и местното население, како Александар Чепиговски, кој што храбро со својот трактор спречи ширење на пожарот. Пожарникарите сметаат дека сите пожари во Пелагониско се подметнати. Денес голем дел од нив се ставени под контрола или изгаснати. Ние сумљаме дека пожарите беа подметнати, пошто се движа во различно време, меѓутоа на различни локации, за да не можеме, ние сметаме за да не можеме да стигнеме од едниот крај до другиот крај. На едно место во Битолскиот регион оставаме еден крак од пожар кој што се протега низ место кое што е полно со неексплодирани убојни средства, каде што не дозволувам човек да влезе бидејќи постои опасност да дојде до експлозија и некој да настрада. Ќе чекаме пожарот да излезе од местото кое што е полно со вакви убојни средства од Прва светска војна, па дури потоа
ќе действуваме врз овој пожар. До 13 часот во Македонија имаше регистрирано вкупно 12 пожари на отворен простор, од кои што активни се уште 6, под контрола се ставени 2, а 4 пожари веќе се изгаснати. Најтешко е во општина Студеничани, каде пожарот го гаснат 3 ер-трактори. За Сител, Дарко Штарговски. 5 македонски туристи побарале консулатот во Солун да асистира за евакуација од грчкото одмаралиште Сивири по вчерашниот катастрофален пожар. Состојбата денеска се нормализира, струјата е пуштена од утрината и дел од туристите се вратија во сместувањата и на плажите. Живи здрави се сите, безбедно евакуирани. Прво се постапуваше да се помогне на граѓаните од страна на туристичките агенции, беа пополнети тие формулари, апликации за да бидат згрижени. За жал тоа не беше толку брзо и едноставно, дел од нив беа однесени Сани Бич, сместени, дел до Солун беа, дел беа оставени на улица да чекаат. Меѓутоа сите се живи здрави безбедни ке нагласам, сите што беа со организиран превоз, веќе се отидени автобус за да ги врати туристите од Сивири, се уште со дозволи е влезот и излезот во местото. За Фурка конкретно, што треба да одат групите веќе од утре и задутре, значи безбедно е таму, како што кажав, сите ќе си патуваат, се нормално си тече. А додека за Сивири се уште, како што нагласив, чекаме прво од таму каква ќе биде информацијата, за да може прво безбедно да се влегува и дека е безбедно за летување. Се надеваме дека во текот на денот ќе добиеме таа информација. Артан Груби и другите 7 обвинети за случајот лотарија ќе одговараат за друго полесно дело од првично најавеното. Артан Груби на 24 август ќе седне на обвинителна клупа, но се соочува со значително поблага казна. Осомничен беше за проневера, а доби обвинение за злоупотреба на службената положба. Додека обвинителството ја водеше истрагата, според законот за кривична постапка му се закануваше затвор од 4 до максимални 20 години. Со обвинението кое вчера го доби Груби за злоупотреба на службената положба, највисоката казна која може да ја одреди судот изнесува 5 години затвор. Промената на кривичното дело, според кое сега се гони Груби, од обвинителството го објаснуваат со доказите обезбедени за време на истражната постапка. Истрагата доведе до докази за друго дело. Јавниот обвинител не е обврзан со правната квалификација на поведената истрага или поднесената пријава. Обвинението се темели на доказите прибрани во текот на истрагата. Обвинителството во 2024 година ја почна истрагата во државна лотарија. За проневера од над 8 милиони евра ги осомничи екс-директорот Перпарим Бајрами и поранешниот вице-премиер Груби. По 20 месеци подоцна, заедно со тогашниот генерален секретар на владата и членовите на надзорниот одбор на лотарија, ги обвини за злоупотреба на службената положба. Со обвинението беше побарано и продолжување на домашниот притвор за Груби, кој според закон не може да трае подолго од 60 дена. Судот му одреди 30. Мерката домашен притвор за Груби по поднесување на обвинителниот предлог продолжена е до 13 септември. Груби е во домашен притвор од февруари. МВР и АНБ процениле дека не е загарантирана неговата безбедност во затворот во Шутка, па обвинителството предложи поранешниот вице-премиер да издржува домашен притвор по 24-часовен полициски надзор пред неговиот дом. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Блокадите не се најдобро решение за проблемот на превозниците, смета вице-премиерот Николовски. Она што го добив како чувство е дека една соседна држава прави притисок за таа работа пред се од политички причини. Нек си ги решаваат своите проблеми. Ова е индивидуален пристап кој што ние го имаме, а не колективен. Ние сме засебна, суверена, независна држава и ќе ги решаваме проблемите онака како што ние мислиме дека е најдобро, другите држави нека си ги решават како што тие мислат дека е најдобро. Веќе имаме такви договори со Хрватска, со Швајцарија и со Романија. Интензивно работиме со Австрија, со Унгарија и со Германија и на тој начин ќе бидат покриени земјите каде што нашите превозници најчесто извезуваат или низ кои што најчесто транзитираат. Очекувам во тек на октомври месец да започнеме разговори и со Словенија и на тој начин целата рута е покриена, така што тоа е нашата целосна поддршка. За се останато треба Европската унија да изнеде решение.
А дали работната виза од една членка на Унијата, издадена врз основа на билатерален договор со Македонија, важи за движење на превозниците низ сите земји од Шенген просторот, беше едно од прашањата за Билјана Муратовска, генерален секретар на МАКАМ. Ние баравме да ни децидно да ни одговорат дали истиот принцип останува како и порано, бидејќи порано беше ако извадевме од една држава која е членка на Шенген зоната, беа помалку околу 10, тогаш не можеше да се вади за другите. Вадевне визи измеѓу за, например, Словачка, Чешка, каде што не беа во Шенген зоната, за да може да поминуваме. Али сега немаме директен одговор дека ако вадиме од Хрватска, ако вадиме од Румунија, ако вадиме од Австрија, од Германија, каде што соработуваме, мислам, увоз-извоз има повеќе, превози се вршат, ние немаме со сигурност потврдено дека од една амбасада визата ќе ни важи за целиот Шенген простор. А довестите во 23, останете со програмата на Сител. Пријатно.